Со Богородица стоиме под крстот. Се што ќе ви рече, направете. А кога приврши виното, му рече мајка му на Исуса, немаат вино. Исус и рече, што бараш од мене, жено? Уште не дошол мојот час. Но мајка му негова им рече на слугите, се што ќе ви рече, направете. Ова се зборови кои ги кажа нашата блажена мајка при првото Исусово чудо. Се што ќе ви рече, направете. Тие длабоки и силни зборови лесно можат да послужат како основа за нашиот духовен живот. Ако нашата блажена мајка му зборувала нешто на својот син од подножието на крстот, што би му кажала? Дали би кажала зборови на оча или збунетост, болка или гнев? Не. Таа ќе ги кажеше истите зборови што ги кажа на свадбата во Кана. Но овој пат, наместо да им ги кажува овие зборови на слугите, таа би му ги кажала на својот син. Мој мил сине, кого го сакам со сето мое срце, прави се што ќе ти рече небесниот Отец. Секако, на Исус не му требаше овој совет, но сепак сакаше да го добие од својата мајка. Тој сакаше да ја слушне неговата мајка, како му ги зборува овие зборови на совршена љубов. Размислувајќи за овие зборови, некогаш кажани во Кана, нашата блажена мајка и нејзиниот божествен син имале длабоко заедништво додека се гледале еден во друг за време на неговата агонија на крстот. И мајката и синот знаеја дека неговата смрт е постигнување на најголемото добро што некогаш било познато. И двајцата знаеле дека волјата на Отецот небесен е совршена. Тие и безрезервно копнееле и ја прифатиле оваа света волја. И овие зборови би биле во нивните срца додека се гледаа молчејки. Драга мајко моја, прави се што ќе ти каже нашиот Отец. Драг мој сине, прави се што сака твојот небесен Отец. Размислете денес за овие зборови и знајте дека мајката и синот ви ги упатуваат. Без разлика со што се соочувате во животот, нашата блажена мајка и нејзиниот божествен син ве повикуваат на оваа славна заповед на љубов и послушност. Тие ве потикнуваат да останете верни во сите борби, во добри и во тешки времиња, во болка и во радост. Без разлика што доживувате во животот, овие зборови мора секогаш да одекнуваат во вашиот ум и срце. Се што ќе ви рече, направете. Не двоумете се да ги слушнете и не двоумете се да ги прифатите овие свети зборови. Најдрага мајко, ти нудиш зборови со совршена мудрост. Ги повикуваш сите твои драги деца да ја прифатат совршената волја на Отецот Небесен. Овие зборови не се упатени само до мене. Тие најпрво беа искажани во длабочината на твоето срце. Ти пак ја кажа оваа заповед на љубов на сите со кои се сретна. Ти Тивко ги кажа и на
Tvojot Božestven sin. Moja sakana majko, pomogni mi da te slušnam kako mi gi upatуваš ovije зборови na mene. Pomogni mi со силата на Твоите молитви да одговорам на овој повик, да ја прифатам совршената Божја волја во мојот живот. Мој Исусе, одлучувам да правам се она што Ти ми го заповедаш. Безрезервно ја избирам Твојата волја и знам дека ме повикуваш да тргнам по Твоите стапки. Никогаш да не ме исплашат маките на крстот, туку нека ме преобрази силата на Твојата совршена волја. Пресвета Богородице, моли се за нас. Исусе, верувам во Тебе. Со Богородица стоиме под крстот.